Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстен Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, најново издание на Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Крстен Маљановски. Добре дојдовте. Добар ден. Нашата денешна тема институционална заштита представува на некој начин сместување во установа на социјална заштита, но што друго, доктор Маљановски, опфаќа институционалната заштита? Така, една од темите кои се одлучивме денеска да ги презентираме е институционалната заштита. Тема која е прилично актуелна, како и сите други теми што се во областа на социјалната заштита. Во Република Македонија, според законите, уставот и правилниците, значи постојат повеќе системи со голем број на извршители, односно вработени. Системот социјална заштита е релативно опфаќа голем број на корисници, меѓутоа по бројот на вработени е релативно мал, оскуден или скромен да кажеме, и бројот на извршители, односно вработени, е отприлика околу 1000 до 1100 вработени во целата област. За разлика од овој систем, гломазните системи како што се Министерство за образование, Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи, кои по бројот на извршители, односно вработени, далеко ги надменуваат, го надменуваат Министерство за труд и социјална политика. Меѓутоа, по својата разновидност на дејности, социјалната заштита е навистина многу суптилна материја. Една од формите на социјалната заштита е секако институционалната заштита. Мораме да разликуваме два големи инструменти, односно посебни области, а тоа е оспособувањето и сместувањето. Значи, во системот на институции. За кого се однесува оспособувањето, односно што е фактички оспособувањето? Тоа е право за работно-производна активност и на лица кои се со исклучително висок ризик. Малку подоста ќе ги објасниме. И вториот е право за сместување во установи на социјална заштита. Значи, претходно е оспособување и сместување. Тие се два различни инструменти кои се обавуваат во институциите од областа на социјалната заштита. 31 332 нашите слушатели можат да се јават во режијата и да ни постават прашање. Зборуваме за институционалната заштита. Доктор Маљановски, за кои лица се однесува правото за оспособување за работно-производни активности? Така. Се работи за лица кои се со умерени и тешки пречки во менталниот развој. Од тие причини и реков, ова е едно навистина многу интересно и многу осетливо прашање. Оспособувањето на овие лица е еден дефинитивно многу тежок процес заради пречките што овие лица ги носат со себе и што ги имаат. Дел од тие пречки може да бидат вродени, дел може да бидат стекнати. Ова право опфаќа упатување во установа на социјална заштита или во друго правно лице кое ги исполнува потребните услови како надоместок за трошоци за сместување и исхрана, надоместок за трошоци за остварување на работно-производната активност и надоместок на трошоци за превоз. Значи, со работното оспособување и овие надоместоци што се даваат на лицето, се обидуваме на тие лица со тешки и умерени пречки во развојот на еден начин да им го осмислиме животот, да станат дел од системот, од општиот систем на живење во Република Македонија. Навистина една многу исклучително хумана работа, имајќи во предвид дека
се сепак лица со умерени и тешки пречки во нивниот ментален развој. Така. Значи, едно е оспособувањето за работно-производни активности, а друго е пак сместувањето во установите за социјална заштита. Така е. И сега, кои лица споменавме имаат право на способување, Така. а пак кои лица имаат право за сместување во установите за социјална заштита? Така, јас би сакал само да споменам дека за овие лица кои се оспособуваат, ја навистина не би ги рангирал лицата по стручност, меѓутоа, имајќи во предвид нивната здравствена состојба, тоа е оспособување за наједноставни, најчесто манипулативни работи, со кои би можеле прво да се осмисли нивниот живот, нивното секојдневие, да бидат корисни како за себе, така и за семејството, и нивната социализација нормално да се адаптираат на некоја нова средина и да евентуално, ако постои било каква можност, да се обезбеди некаква иднина за овие луѓе самостојна. Не знам колку е толку можно, меѓутоа во секој случај обидете се длабоко хумани. За кои лица ме прашувате, за кои лица кои се сместуваат? Да, тоа се првенствено кои немаат соодветни услови за живење во своето семејство. Значи тоа се исто така високоризични категории на така, да. Кои се тие лица? Тоа се првенствено децата без родители и родителска грижа, децата со воспитно-социјални проблеми, има повеќе, па јас ќе ги набројам само. Да. Децата со нарушено поведение, бремени жени 1 месец пред породување и самохрани мајки со деца до 3 месечна возраст, значи сите се можат да бидат сместени во установи. Лица со умерени и тешки пречки во менталниот развој, со трајна попреченост. Стари лица со телесна и ментална попреченост не е во состојба само да се грижи за себе, како и лица баратели на право на азил. Многу категории, многу установи, значи тоа се сепак лошиот терминот маргинализирани, меѓутоа лица кои во еден момент не можат да живеат во својот сопствен дом, ако го имаат, меѓутоа дел од овие лица и го немаат. Значи, државата води грижа за овие лица и ги сместува во соодветни установи каде што престојуваат 24 часа. Освен за децата без родители и родителска грижа, каде што реално постои можност да дојде до нивно посвојување, односно одвојување од таа средина, што е еден од најдобрите облици за живот. Втора работа е што интенцијата на секоја држава, па и на нашата, е да во вакви институции има што е можно помал број на корисници. Да најсреќни би биле кога не би имале деца без родители, кога сите деца би имале своји родители, најсреќни би биле кога би немале деца со умерени или со тешки пречки во развојот, кои би биле фактички здрави, деца кои го немаат нарушено поведението, за жал. Дел од нашите деца го имаат нарушено поведението. Свесни сме за стари лица, да ги кажеме бездомници, кои во дел од животот може би фантастично функционира, имале своји семејства, имале своја работа, меѓутоа сплетот на околности донел до тоа да тие останат може би и на улица. И во последно време, што е многу актуелно, лицата кои бараат азил, за жал прогнозите се дека ќе ги има повеќе, бидејќи Македонија, како што сите знаеме, е транзитна земја, али дел од нив остануваат. Значи, за сите овие лица, државата обезбедува сместување, храна, обезбедува оптимални услови за нивен понатамошен живот. Така. Кои се тие, односно какви се тие установи кои постојат, значи, во нашиот систем на социјална заштита, и
Може би имате информација или знаете која од сите овие категории е најчеста, најзастапена? Тоа се јавни и приватни установи. Значи, нашиот законодавец препознава јавни и приватни установи. Од овие категории најзастапена која зависи? Зависи од многу фактори. Дефинитивно сметам дека е за стари лица, заради дел од таа бројка се лица бездомници, а дел се лица кои во зимскиот период може би немаат можност и простор каде да живеат, да преноќеваат. Релативно мал е бројот на останатите, меѓутоа, како што и претходно реков, очекуваме бројот на лица кои бараат азил да не биде голем, меѓутоа може би бројката све зависи од политичка ситуација, меѓутоа социјалата не познава политика, социјалата дава, само дава. Така. Значи, какви се тие установи кои постојат во... Да, значи постојат два вида установи, јавни и приватни установи до областа социјалната заштита. Ќе подобјасниме по-конкретно, значи, која е јавна, која е приватна установа. Так. Дали режие тука ќе направиме кратка пауза? Може. Кратка пауза и се враќаме во живот со доктор Маљановски. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Во денешниот живот со доктор Маљановски зборувавме за институционалната заштита. Имаме јавни установи и приватни установи за социјална заштита, па да ни ги подобјасните, доктор Маљановски, кои се оние јавните, кои се приватните, односно кој може да основа, кој има право да основа јавна, односно приватна установа за социјална заштита? Јавните установи ги во основа има 4 нивоа на можни основачи. Првенствено тоа е владата на Република Македонија, понатака општините, односно локалните заедници, градот Скопје, како и општините во градот Скопје. Значи да постојат општински, како што ги велиме, и владините институции. Сите овие се финансираат од буџетот на Република Македонија, кој навистина не е занемарлив и кој навистина обезбедува комплетно згрижување на сите овие ризични категории со висок ризик. Додека приватни установи за социјална заштита може да основа домашно или странско правно или физичко лице врз основа на одобрение во согласно со Законот за социјална заштита. Значи, за дел од овие установи можно е да се основач биде и приватно лице, приватно или физичко лице, и да со своите можности, односно можни субвенции, за кои се даваат субвенции, да основа една од установите од областа на институциите на социјалната заштита. Да, ние веќе разговаравме, нели, за тие грантови, за помошта која се обезбедува од страна на државата при отварање на некои од овие институции за социјална заштита. Предпоставувам има и услови. Сигурно, да. Почне со работа, па кои се услови, доктор Маљановски? За да се започне со работа, постојат повеќе услови и јас во оваа прилика би ги набрал само оние поважните. Тоа е обезбеден простор, опрема, стручен кадар и средства потребни за работа, и ова се однесува и за јавните и за приватните институции. Што значи обезбедување простор и претходно што значат некои преюдицирани работи што би требало да се обават пред да се добие согласноста за работа. Тоа значи елаборат, правење на една добра книга на дејности што би основа било, и обезбедување на како и средства за обезбедување на одржливо ниво од страна на од финансиска страна на дејноста за период од најмалку 6 месеци. Не случајно е ставено, значи, периодот од 6 месеци, ќе видиме зошто.
како и заштита при работа на вработените и заштита на корисниците на јавната установа. Значи, сите вработени во установите од областа на социјалната заштита мора да имаат како курс за заштита при работа, така и можност да бидат оспособени да ги заштитат корисниците од кои престојуваат во овие наши установи. Документацијата, комплетната документација, лесно многу да се види на сајтот на Министерството за труд и социјална политика, се доставува до Министерството за труд и социјална политика. Министерот ги од областа на труд и социјална политика, министерот ги пропишува нормативните и стандардите за просторот, опремата, стручниот кадар и средствата за производство. Значи, со подзаконски акти, кои ги донесува министерот за труд и социјална политика, го одредува начинот на функционирање, фактички, на овие институции. Комисија која постои во министерството, после разгледувањето на елаборатот, оди на лице место, ги гледа опремата, условите, стамбениот простор што е евентуално за можност и дава мислење до надлежното министерство, а министерството надлежно го доставува до владата, каде што ќе оди на одобрување. Дефинитивно. Овој процес за турмалјанскиот релативно малку, краток. Релативно краток е, све зависи, велам, од видот на институцијата која ќе биде, кои корисници ќе ги изгрижи, затоа што не различно е институција која изгрижува деца, за разлика од институција која изгрижува возрасти. Од тие причини е различно, меѓутоа не подолго, сигурно 2 месеци. Ако се има стамбен простор каде што би можело да се оформи ова институција. Да, веќе имаме сознание за отворање на приватни старски домови, приватни градинки. Меѓутоа, институции некои за згрижување на деца приватни, дали досега има отворено така? Заради субтилноста на работата, 24 часовно згрижување на деца, освен градинките што рековме дека имаме голем број на градинки, нема. Меѓутоа, има во најава и голема заинтересираност за отварање на вакви институции. Така. Особено, мислам дека може би треба главниот акцент да се стави на старите лица и бездомниците, кои што е реално потребно скоро да бидат при општините. Со помал број на капацитет да биде помал, меѓутоа условите да бидат на повисоко ниво. Во секој случај тоа е добра интенција на државата. Така. Добро. Откако е готов проектот, претпоставам треба да дојде на одобрување, кажавме како оди процесот и дефинитивно кој го дава последниот збор, одобрението за основање на една установа за социјална заштита. Значи прво и можеби најглавното одобрение што во принцип го дава е владата. Доаѓа да седница на влада и владата одобрува формирање на установа, се подпишува премиерот. Значи, се извинувам, пододелно секое барање се разгледува. Апсолутно, секој барање се разгледува. Барањата ги достава Министерството за труд, на седница на влада се одлучува за прифаќање, најчесто прифаќање, затоа што е сериозно изработена информацијата, по претходно добро согледани сите состојби во институцијата која е предмет и точка на владата, така да владата ја донесува, со подпис на владата се одобрува работење, понатамошно работење и функционирање на таа установа. Во ред. Ќе продолжиме секако со емисијата. Тука ќе имаме уште една кратка пауза, може режија. И се враќаме во живот на Радио Слободна Македонија. Нашата денешна тема е институционална заштита. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски.
живот на Радио Слободна Македонија. Во најновиот живот на Радио Слободна Македонија со доктор Малјановски зборуваме на темата институционална заштита. Зборувавме што таа представува, право за способување за работно-производни активности и сместување во установи за социјална заштита. Зборувавме за јавните и приватните установи за социјална заштита и сега доаѓаме до моментот кога треба да престане да функционира една од овие установи. Што е неосподено да се направи? Односно, одговорните лица што треба да направат? Искрено речено, јас во овој мојот долгогодишно работно искуство не сретнав и веројатно нема да сретнам установа од областа на социјална заштита која е државна установа која е згасната, односно е прекината со работа. Значи, истите установи што се формирани и функционираат. Една или две установи од приватниот сектор, да, прекинале со работа, и меѓутоа прекинот на работа, односно престанокот на работа мора да биде најавен 6 месеци однапред заради корисниците, како и заради други околности кои се врзани околу корисниците, односно нивно дислоцирање, сместување од други установи и други причини. Значи, претходно би требало да биде известена Министерството за труд и социјална политика, центарот, општината, односно нивните законски застапници, како и корисниците. Значи, обавезно би требало да биде најавено дека после 6 месеци установата прекинува со работа и би требало да се најде соодветно сместување за сите корисници на таа установа. Се работи, значи, само за приватните установи од областа на социјалната заштита. Стручните кадри секако неопходни и кај едните и кај другите. Па какви всушност кадри се вработуваат во овие установи за социјална заштита? Така, од вистина огромна, голема лепеза на кадри. Доминираат од областа на хуманитарните науки, како што се дипломирани социјални работници, психолози, андрагози, педагози, правници, економисти, па од здравството лекари, дефектолозите се една комбинација меѓу здравство и труд и социјала, ортопеди, специјални педагози за превенција и ресоциализација во дел од установите каде што се коригира однесувањето на корисниците, односно на малолетниците. Така да една огромна лепеза на стручни кадри кои се со задолжително високо образование и со лиценца за работа. Зошто? Заради тоа што, како што рековме, дел од корисниците се способни за работа, здрави, кои по некој основ западнале во некои проблеми, дел се со ретардации, дел се малолетници. Значи, широка лепеза на корисници, од бебиња па до, да кажеме, до најстарите корисници. Дел се со телесен хендикеп, на кој исто така им треба помош, рехабилитација делумна. Така да во областа има на широка навистина лепеза на вработување од овие струки. Необходни се заради нивно понатамошна рехабилитација и оспособување во оспособувањето, во делот на работното оспособување или живење и растење во делот на сместувањето, како што е рековме за децата без родители и родителска грижа. Се јавува ли дефицит, доктор Малјановски, за овие стручни кадри? Да, има. Дефицитот е заради исклучително одговорната работа. Дефицитот е заради емоционалните потешкоти што ги имаат дел од работите. Не може секој да работи. Јас сакал во оваа прилика да кажам еден мој пример кога бев во една од установите која ја водев. После 10 дена престој еден од социјалните работници ми најави дека ќе дојде следниот ден и дојде жена беше со својот сопруг и ме информираа дека разгледувајќи ги досијата, проблемите си ги досела во наводници дома и тие 10 дена и поминале во плачење и во знаејќи ги судбините на децата, каде што требаше да работи.
Ја прифатив нејзината желба да престане со работа, знаејќи ја осетливоста на работата, како и она што е напишано во досијата на секој од тие деца, кои најчесто се многу трагични, и дефинитивно се прифаќа фактот дека дел од нас, луѓето, не можеме да тоа да го работиме, затоа што е навистина многу сензитивно и многу осетливо. Ќе продолжиме понатаму. Кои се видовите на установи всушност за социјална заштита? Има отприлика во овој момент јавни установи отприлика 15 на поброј. Ајде почнеме од најмалите. Тоа е установата за сместување на доенчи и мали деца без родители и родителска грижа да возраст до 3 години, која моментално се наоѓа во Битола, со оптимален капацитет од 100 деца. Според нормите и стандардите, установата безпрекорно функционира. Рековме 3 години, меѓутоа со одобрение, со директно одобрение, писмено одобрение од страна на Министерството, дел од децата остануваат и малку подолго, дека заврши нивната рехабилитација или некои здравствени проблеми да се надминат. Така да имаме дечиња и со 3 и неколку месеци. Од тука фактички децата одат на посвојување. Тоа е установата, седиште на установата каде што дефинитивно децата одат на посвојување. Понатаму имаме установа за згрижување на изместување на деца и младинци над 3 годишна возраст, тоа се исто така деца без родители, тоа се наоѓа во Скопје, познатата 11 октомври установа. Тука се згрижуваат деца без родители и родителска грижа над 3 годишна возраст до нивно осамостојување, односно напълнување на 18 години. Понатаму имаме установа за сместување на деца и младинци со воспитно-социјални проблеми. Тоа е една од установите со капацитет од прилика 60.000 деца, кои се дел од тие деца се со деца без родители, кои не се адаптирани на постојаната средина во домот 11 октомври, меѓутоа и кои со своето поведение се на прагот, да кажеме, на некои непосакувани действија, односно на малолетнички криминалитет. Исто така имаме установа за сместување на деца и младенци со нарушено поведение, дефинитивно деца каде што сториле поблаго кривично дело и кои се сместуваат со решение од судовите и од центрите за социјална работа заради битно нарушување на нивниот карактер, односно постои можност да се западне во потежок вид на криминалитет. Значи, тука се деца кои се на прагот на потешкиот криминалитет. Една од установите исто така која е лоцирана во градот Скопје, тоа е установата за сместување на деца и младенци со умерени и тешки пречки во менталниот развој. Ова е една од установите каде што покрај изгрижувањето на овие лица имаме и работно способување од наједноставен облик. Установата згрижува исто така со прилично голем капацитет, каде што има работилници кои се директно прилагодени и со можности за специјално за овие лица. Имаме установа каде што може да се сместат деца и младици со пречки во телесниот развој. Понатака имаме установа за сместување на стари лица, како што ги рековме. Установа за сместување на стари возрастни лица со телесна попречност, тоа е позната Бања Банско, каде што покрај рехабилитацијата и медицинската рехабилитација и оние сите неопходни потреби се сместуваат лица со телесен хендикеп. Понатака имаме установа која фактички е за сместување на лица баратели на азил. Тоа е една од установите која исто така во околината на Скопје, и установата за сместување на лица со пречки во менталниот развој, познатата Темир Капија, која е во еден тежок процес на реорганизација,
и каде што во свое време беа сместувани децата од лица кои се на и подмакла возраст. Во свое време имаше околу 450 и за наша среќа бројот е намален и во моментот бројот отприлike околу 200 корисници. Што е интенцијата на државата? Интенцијата, како што може би и на почетокот споменав, е да имаме што е можно помалку лица сместени во установите. Значи, установите ги сметаме како еден нужен смештај. Сакаме во секој случај да го помогнеме колку што е можно повеќе семејството, каде што се родил или живее едно од овие лица, освен зборуваме барателите на азил кои ги ставам навистина на страна, и каде што материјално би помогнале да во таа најдобра средина го проведува својот живот. Во секој случај, како дополнувањето на ова наша интенција, владена интенција, да што е повеќе од овие лица бидат сместени во семејствата се дневните центри. Центрите за оспособување, каде што лицето, корисникот, би престојувало во својот дом, меѓутоа од еден број часови би поминало во некој од дневните центри, каде што би соодветно би бил организиран неговиот живот, почнувајќи од хигиенските навики, па до некакво и работно оспособување. Не велам дека домашната атмосфера не ги потенцира хигиенските навики, меѓутоа во секој случај фактички е помош на родителите кои одлучиле да си го задржат, да кажеме, детето со хендикеп во семејна атмосфера која е во секој случај најдобра. Сведок сум бил на многу случаи каде што некои родители без никаква желба за обвинување го давале своето дете, својот син, керка, да биде сместен во некоја од установите, меѓутоа навистина тие моменти се многу трагични. Самото гледање и самата одлука за нивно сместување е навистина тешко, меѓутоа постои дел во временски период во животот каде што едноставно не може да се справите со физичката и психичката структура на тоа лице и во секој случај треба да биде сместено во една од установите каде што би можело да продолжи со живот. Не би сакал во оваа прилика да го коментирам, меѓутоа дел, например, од децата, односно може би е како апел, кои се сместени во Демир Капија, се потполно заборавени, како да не постојат, и апелирам да било како ако е можно да ги посетат, да ги видат. Тоа се нивни чеда, тоа се нивни, да кажеме, родители, и би требало да ја посетуваат ова установа. Би сакал своедно мислење да го кажам, да зошто е сместен во Демир Капија таков завод, таква огромна институција. Затоа што пред 20 пред 30 години се мислело дека тоа е срам на друштвото. Што подалеку од очите, подалеку од гостите, подалеку од нормалниот, да го кажеме во наводници, живот, толку општеството ќе е по-добро, по-здраво. За жал, во секој општество имаме вакви лица, кои по низа случување можело да се случи да биде со хендикеп, независно дали физички или психички, дали вроден или стекнат, и да се случи. Од тие причини се инсистира на медицината да што е можно порано да се открива. Ние би биле најсреќната земја на светот кога не би имале ни едно детенце со хендикеп, ама за жал животот е другачи, сосема другачи. Уште еден живот сме на Радио Слободна Македонија. Ова е последната пауза за денеска и се враќаме да домобитиме за институционалната заштита. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија.
За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Уште малку време ни преостана доктор Маљановски да ја заокружиме нашата денешна тема институционална заштита. Последното прашање е која е функцијата на Заводот за социјални дејности? Да, многу интересна функција има овој завод. Заводот е фактички спона меѓу Министерството за труд и социјална политика и институциите на системот, како што е, например, педагошкиот завод во Министерството за образование. Фактички ја координира, ја комплетната, да кажеме, теоретска работа ја обавува Заводот за социјални дејности. Јас во овој временски период на кратко само би ги осврнал кои се надлежностите, а на вистина се големи и одговорни. Ги проучува социјалните појави и проблеми и во унапредување на социјалната дејност, ги следи и проучува социјалните појави во областа на социјалната заштита. Предлага и спроведува мерки. Укажува стручна помош на установите. Организира, спроведува едукација и на стручните работници. Соработува со Бирото за развој за образованието за оноспособување, што го кажувавме, и Центарот за стручно образование при Министерството за образование. Дава стручно мислење при изготвување програми за развој на социјалната заштита. Ги изготвува стандардите и нормативите за работа и кадрите на установите. Изготвува методолошки упатства за работа, врши надзор на стручната работа, врши статистичка обработка на податоците, дава, обавува и продолжува и одзема лиценци за работа. Ова последното е страшно, навистина, една од буквално од најодговорните работи, бидејќи во склоп на Заводот за социјални дејности постои комисија која е составена од еминентни лица кои работат во областа на социјална заштита, научни работници, професори на факултет, кои ја даваат лиценца за работа. Лиценцата за работа даваат, ја одземаат, ја продолжуваат или ја обновуваат. Тоа се неколку видови, што би се рекла. За лиценцата се аплицира, значи за работа. И кога зборувам за оваа комисија фактички дава лиценца за целата област за труд. Значи без лиценца буквално не може да работи лице кое е вработено во областа на социјалната заштита. Почнувајќи од градинките, па дури во сите институции на системот. Од два дела, писмен и усмен, се изготвува еден труд и после тоа се оди на полагање. Завод, велам, прилично одговорна. Заводот има и теренска работа, укажува, прима поплаки или методолошки упатства, нормите и стандардите, иако, верувајте ми, тоа е едно од најтешките работи што би можело да се оствари во областа на социјалната заштита. Исто така, покрај установите, институциите, тука се и центрите за социјална работа, кои се дел од системот, каде што исто Заводот има едно обединувачка функција и каде што преку укажување, стручни едукации, како на кадарот, така дури на директорите и менеджментот на сите институции, има основна цел да се подобри функцијата во областта на социјалната заштита. За жал или мора да завршиме, доктор Маљановски, може би ни остане уште нешто недокажано, но затоа ќе бидеме повторно на Радио Слободна Македонија со уште еден живот веќе следната недела. Ви благодарам. Молам. Се одјавуваме Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник на емисијата доктор Крсте Маљановски, водител Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 18 декември 2016, техничка реализација Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.